Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате за или против. Ова лето ќе биде работно лето, нема одмор ниту за министрите во владата, ниту пак за претениците во Собранието на Република Македонија. Веќе од следната недела, од понеделник, се очекува да продолжи расправата за буџетот. Меѓутоа, и за таа тема, и за сите останати теми поврзани со најактуелните политички прашања во моментот во Република Македонија, зборувам со Бране Петрушевски, пратеник од редовите на ВМРО ДПМН. Добра вечер. Добра вечер, благодарам за поканата. Ќе започнеме со оно што е најактуелно. Велите дека, односно поставувате прашање дали СДСМ и ДУИ заедно го спремаат планот за дестабилизација на државата оваа есен. Ова прашање го поставивте на пресконференција и следеше откако лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски на почетокот на оваа работна недела сподели информација за одредени планови на ДУИ за дестабилизација на државата на есен. Од друга страна пак портпаролот на ДУИ Арбар Адеми вели дека ДУИ е државотворна партија и ќе го гарантира мирот и стабилноста, меѓутоа ќе користи демократските работи, односно начини на покажување на револт на начин кој што е демократски возможен. Што мислите за овие изјави, за овие наводи и ако имаме предвид дека есента почнува за ништо повеќе од еден месец, каква есен не очекува? Па се надевам дека ќе не очекува есен која што ќе не карактеризира со успешни проекти што ги реализира оваа влада и со многу радости за граѓаните, што ќе значи се различно од она кое што беше до сега со претходната влада. Меѓутоа, не очекува есен која што ќе значи одговорност за високите функционери, за сите криминали кои што ги правеле во изминатиот период, и тоа без исклучок и од ДУИ, и од СДСМ, и од сите нивни коалициони партнери, затоа што, верувајте, таквите криминали ги има премногу за една држава каква што е Република Македонија. И токму тоа е причината зашто ДУИ заедно со СДСМ подготвува еден план за дестабилизација на државата и што во суштина тие планираат. Тие планираат кога, да речеме, од септември ќе биде приведен, уапсен, повикан на одговорност одреден функционер од ДУИ кој што безмилосно ги плјачкал народните пари додека бил на власт, да тоа го наречат како одредена политички реваншизам, својствено за ДУИ нормално и етнички реваншизам, дека ете ВМРО ДПМН ќе апси селективно и така натаму, и сето тоа да биде пропратено со протести, со одредени други ситуации кои што би донеле некаков притисок кон власта, за да едноставно на еден таков начин успеат да се амнестираат себе си од сите криминали кои што ги прават. И токму затоа им го кажавме дека знаеме што планираат, спремни сме, нормално, како што ќе има одговорност за сите криминали, нормално е дека ќе има и одговорност за одредени протести кои што евентуално би биле насилни, затоа што сепак ние сме демократска држава, меѓутоа европска држава која што е интегрирана во сите меѓународни институции и тоа е нормално да има една таква одговорност, односно одговор од страна на државата. Исто така, она што ги зближува СДСМ и ДУИ, тоа е фактот што ДУИ немаше да ги прави криминалите доколку не беше поддржана од СДСМ, односно сите во Македонија знаат дека СДСМ всушност е помалиот брат на ДУИ, дека заедно ги прават тие криминали и очекувано е и сега заедно да ги коват плановите кои што ќе значат избегнување на одговорноста за сите оние криминали кои што ги правеле во изминатиот период, а ќе повторам се и текако многу, премногу за една држава каква што е Република Македонија. Ќе ги позборуваме криминалите за кои што вие на пресконференција преку соопштенија алармирате, меѓутоа би сакала уште кратко да се задржам на ова прашање, значи свесни за криминалите кои што ги имаат направено, соочени со можноста за одговорност, очекуваат да играат повторно на етничка карта и на тој начин да не подлежа на никаква одговорност, така добро ве разбрав. Апсолутно, секогаш кога ДУИ и во изминатиот период е фатен во криминал, тие секогаш играат на етничката карта и секогаш тоа е веќе нивен стил на функционирање, веќе добро познат на сите граѓани. Значи, еве и ова што се случува сега. Ние ветивме дека ДУИ ќе оди во опозиција и успеавме да
го испратиме дуи во опозиција, тие не престануваат да плачат зашто се во опозиција и цело време велат дека не знам, албанскиот гласач бил маргинализиран, не знам што се случило во државата, апсолутно невистина, знаеме дека имаме коалициона влада во која што респектабилен партнер е коалицијскиот партнер влен, гледаме како се вршат наименувањата на функционери, секаде е запазен принципот на коалицијскиот договор, секаде е испочитуван албанскиот гласач, условно да кажем, иако не сакам да зборувам низ етничка призма за да не навлезам во замката на ДУИ, меѓутоа ДУИ нема што друго да им понуди на гласачите. Затоа што верувате, овој буџет кој што го имаме, за кој што ќе разговараме, е заеднички буџет и на нас и на гласачите на ДУИ албанци. Тоа што нема пари за, да речеме, за студентите, за студентски оброк, нема пари ниту за албанските студенти. Тоа што нема пари за пензионерите, нема пари ниту за пензионерите албанци. Тоа што не обезбедиле пари за спортот, кој што тотално го заборавиле, апропо Олимписките игри, нема пари ниту за албанците спортисти. Така што не може дуи да се амнестира од тој факт дека немилосрдно ја плjačкосува државата. Има еден, доаѓам од Кумано. Јас бев единствен пратеник кој што поднесуваше амандман за изградба на едно училиште на албански јазик, затоа што моите сограѓани моментално учат во едно руинирано училиште во центарот на Куманово. Тој мој амандман секогаш беше одбиван од ДУИ. И како сега ДУИ сака да се презентира себе си како репрезент на албанците, кога не сака да изградат училиште на албански јазик во Куманово, кое што ви велам, учат во едно руинирано монтажно објектче кое што се наоѓа во центарот и е небезбедно и да не отварам тема. Успеавме со локалната власт, со директор на ГП Куманово да изменаџираме, да доеме до ситуација тоа училиште се дислоцира. Меѓутоа, сакам да кажам дека ДУИ го нема ексклузивитетот на албанските гласови во Република Македонија и тоа им е само еден изговор како да избегнат од криминалите кои што ги правија изминатиот период. Како да избегнат од одговорност за, да речеме, едно голобрало момче да дојде до милионски објекти во центарот на Скопје, како да избегнат од одговорност за мајбаците кои ги возат, како да избегнат од одговорност луѓе кои што до вчера биле релативно нормални со приходи, а сега во моментот, после неколку години власт, да бидат буквално милионери токму врз маката на тие гласови албански кои што ги гласали и врз маката на сите граѓани во Република Македонија, затоа што, ќе повторам, живееме во заедничка држава во која што проблемите ни се на сите нас заеднички. И многу меритира тој однос на ДУИ дека само тие се представниците на гласачите албанци и дека само тие можат да одлучуваат за албанците. Не се сложувам со тој однос, еве и лично јас како пратеник од Куманово, кој што е мултиетнички град, во кој што живеат и срби, и роми, и сите други останати граѓани, и буквално еднакво и подеднакво како пратеник сум достапен и се грижам за сите интереси на сите граѓани во општина Куманово, вклучително и албанците, и не помалку, туку еве јас лично сметам дека повеќе од она што го правеа пратениците на ДУИ во изминатиот мандат. Така што да сумираме и да повторам. Знаеме што сака да направат. Картата на која што играат е лоша и нема да им донесе бенефит. Одговорност ќе има, нема да избегнат одговорност, а ќе има и дополнителна одговорност доколку се дрзнат било што да направат, а се однесува во аспект на некакви насилни протести. Дека ќе продолжи риториката за која што вие алармирате, говори вчерашната седница на Централното претседателство на ДУИ, кога вчера била разгледана така наречена нацрт платформа за легитимитет, што ја подготвил Пол Вилијам. Тие тврдат дека тоа е еден од авторите на Охридскиот рамковен договор. Меѓутоа, нашите информации и истражувања говорат дека сепак тој бил некој советник, за да бидам подобро разбрана кај гледачите, односно советник од 6 и 7 ред од македонската страна, од страната на преговарачката страна од Македонија, меѓутоа зборуваме за албанските партии. И сега тој бил ангажиран од Алијат Хмети да направи некоја формула со која што би се избегнало некакво неспроведување на духот на рамковниот договор, па тука повторно се споменува и коалицирањето победник со победник, она непишано правило кој што тие го прекршија. И повторно вела дека не се почитува волјата на албанските граѓани. Што мислите за ваквите чекори? Сега зборувам за ваквата нацрт платформа која што вчера беше разгледана. Да почнеме со спроведување на рамковниот договор. До само некој месец претходно
секоја година Дуи изјавуваше дека рамковниот договор е завршена работа и дека е имплементирано во законодавството во Република Македонија. Се фалија со тоа пред нивните гласачи, прослави организира, еве сега пак некаква прослава планираат да организираат. И сега кога е Дуи во власта, рамковниот договор е имплементиран, е завршен. Кога е Дуи во опозиција, ќе обраќаме повторно на маса рамковниот договор. Апсолутно тврдам и наодговорно велам дека нема никаква ни најмала причина за загриженост дека рамковниот договор не се почитува. Се што е во уставот, се што е во законите, се допаѓало некому или не се допаѓале, е реален факт, е во правниот провед на Република Македонија и мора да се почитува и се почитува. Никаде, ниту во рамковниот договор, ниту во уставот, ниту во било кој акт кој што е на сила во Република Македонија, не постои правило дека одредена политичка партија мора да биде власт. Сме имале случаи во минатото и кога ВМРО ДПМН победувал на изборите, меѓутоа не бил дел од власт. И токму партијата која што сега повторно го реафирмира правилото победник со победник преку една таква платформа, прва го прекрши тоа правило на победник со победник во 2016 година. Сега не ја разбирам нивната логика или логиката е да најдеме начин како Дуи да биде во власт. Оти друга логичко оправдување не постои. Кој да е тој господин Пол Волес, наискрено не го знам. Сум читал, сум истражувал за тој период кои биле активни луѓе. Не бил споменат нигде во ниедна литература, во ниеден надпис од тој период, така што не го знам човекот. Меѓутоа, она што сакам да го кажам е тоа дека ваквата платформа, која што еве не сме ја виделе, уште не била готова, ја прават, ја креираат, не знам што прават, не ја објавуваат во јавноста, каква и да е, ќе биде само еден обичен памфлет на Дуи за наредните локални избори, значи тие си се подготвуваат за локалните избори, си подготвуваат пиар стратегија, тие немаат што да понудат, затоа што нивните градоначалници не го испорачале тоа за кое што биле гласани од граѓаните, се уште градоначалниците на Дуи немаат реализирано никаков сериозен инфраструктурен проект кој што ќе значи подобар и поквалитетен живот за нивните граѓани во нивните општини. Дуи нема со што да се пофали ни со 20 годишното владење од аспект што се уште проекти кои што биле носечки на Дуи ги нема или не се во реализација, освен оние кои што се криминалните, како што да речеме еве коридорот 8 кој што помпезно го најавуваше тогашниот вице-премиер Артан Груби, па мајчки печатеше со тој коридор, па димни бомби пушта, 3 пати го отвара, освен што се платени 560-600 милиони евра на изведувачот, таму шајка не е закована, да не збориме за експроприација, за траси, буквално ништо не е направено. Стои уште таблата на кога го означува почетокот на проектот и таа табла веќе се искрши и нема ништо на терен работа. А парите авансно се исплатени на извежувачи, тоа се огромни финансиски средства за буџет како што има Република Македонија. Тоа се, верувате за мене, а не па за граѓаните, се нелогични средства да ги испреципираме во мозокот што значи да исплатиш авансно на некоја фирма 500-600 милиони евра за нешто за кое што апсолутно не можеш да го видиш никаде. За такви проекти Дуи треба да одговара. А со такви проекти, од друга страна, Дуи не може да излезе пред граѓаните, затоа што нереализација на ветеното значи лажење, значи дека ги излажало граѓаните. И затоа сега Дуи ќе игра на национално-романтичка карта, ќе вади некакви реминисценции од минатото, преку рамковниот договор, ќе вади некакви договори, мајски, победник со победник, се она кое што тие додека биле власт не го почитувале, сега ќе го вадат. Зошто? За да можат колку толку да излезат пред гласачите на локалните избори и колку толку да ја ублажат оваа тенденција која што ќе значи сериозен пат на Дуи, кој што може да заврши со распад на една таква политичка структура во наредниот период. Последното од тоа партија, односно лидерот на Дуи, Али Ахмети, доаѓа повикот, односно барањето за меѓународен ветинг. Што мислите за ваквиот потек и дали Дуи се уште смета на таа меѓународна поддршка која што ја имале така во изминатиот период? Па ја имале, да признам... Ако се навратиме, јас би сакала да се потсетам и на изјавите на америчката амбасадорка, останати други кои што буквално кажуваат дека таа е реалност во Македонија, дека треба да оставиме нели период да видиме владата како ќе владе. Апсолутно. Дуи имало шанса многу работи да направи додека била власт.
20 на години се власт, имало шанси и ветингот да го погрене, таков како што го замислиле, затоа што 7 години со СДСМ не го спомна ветингот, а има можност да го предложат, да го спроведат. Така што секогаш се повикуваат на меѓународната заедница затоа што мислат дека имаат голема поддршка. Не се сложувам јас лично, барем во последниот период, дека меѓународната заедница ќе поддржи партија која што е дебело криминализирана. Напротив, ние имавме изјави во кои што сериозни представници на таа меѓународна заедница рекоа дека одговорност за криминалите мора да има. Никој никого нема да поддржува ако е криминализиран и ако е дебело криминализиран, како што тврдиме и како што ќе се увиди во наредниот период дека е дуи преку нивните функционери кои што имале шанса да извршуваат да ја практицираат власта во Република Македонија. Така што Ахмети може да дава изјави, може да повикува на разноразни ситуации кои што може да ги направи, а не ги направил, меѓутоа се помалку е фактор на на домашната политичка сцена, а да не зборувам на меѓународната. Ние сме убедени и ќе покажеме дека закони во Република Македонија постојат да се спроведе ветинг. Прашањето е дали имате политичка волја да го спроведете тој ветинг или немате, како што немаше претходната власт. Инаку ние имаме убави закони, може да се коригираат, со кои што може да се утврди потекло на имот, дали е законски стегнато или незаконски стегнато. И се она што го бара ДУИ постои во законските норми во Република Македонија. Треба институциите, обвинителството, судовите да почнат да се работат својата работа и да не останат со доверба од 1-2% кај граѓаните, туку да имаат можност таа доверба да ја стекнат и да биде поголема преку законско, согласно закон, согласно устав, согласно процедури, покренување на такви обвиненија, постапки и се она што го дозволуваат законите во Република Македонија. Ќе повторам, не селективно, не како до сега политички, туку секој кој што се огрешил пред законот да си одговара и да си го врати украденото. Само така ќе можеме да тргнеме напред и да се стремиме онаму каде што сакаме да идеме како Република Македонија. Уште една скандал кој што одекна изминатиот период беше случката со косовската претседателка Вјоса Османи на аеродромот тука во Скопје и она што следеше потоа. Меѓутоа, од документите кои што ги објави ВМРО ДПМН се покажа дека не било првпат овој инцидент и дека во 2 наврати претходно се случувало прекршување на процедурите. Едниот се случил на 16 септември 2023 година, вториот на 9 октомври исто така 2023 година, меѓутоа за ова јавноста не знаеше, беше скриено. Сега, од друга страна, кога се обзнани за последниот инцидент и она што следеше потоа и барањето на кривична одговорност, утврдувањето на кривична одговорност и постапките кои што следеа, имаме поднесување на, односно барање за интерпелација, па се бара одговорност за претседателот на собранието. Дали се бара селективна одговорност, ако може така да кажам, бидејќи не бараме одговорност за претходните 2 пати, бидејќи претходните 2 пати не се случиле, прашање дали би се случило и третиот пат. И секако вие како вашето гледиште на ова како пратеник. Очигледно е дека начинот на кој што се движела претседателката на Косово Македонија во претходниот период бил така полежерен најверојатно и токму затоа дошло до овој, ајде така да кажам, инцидент последен кој што се случи, затоа што очигледно некој така дозволувал, така биле институциите, апсолутно кај нас очигледно ништо не функционирано, вклучително и аеродромските постапки и затоа и таа се зачудила, предпоставам сега ова врзбасана предпоставка, зашто и барат одредени правила кои што се меѓународни и важат на сите меѓународни аеродроми и така постапуваат сите во нормалниот демократски свет. И најмалку 2 пати се случило во минатото, можеби и повеќе, ама ете ние можеби не сме дошли до таква информација, била скриена и од нас. Меѓутоа, она што е разлика од претходно и сега е што претходно никој не знаел дека тоа се случувало. Прашање како поминала низ тие, дали согласно закон или не, процедури аеродромски, а сега имаме утврдена одговорност која што завршува со кривична одговорност и се она што се следи согласно законите во Република Македонија, без разлика што можеби
луѓето се поблиски на некоја политичка партија која што е во владачкото мнозинство. Значи повторувам и тоа председател Мицкоски и премиерот често го кажува. Нема да има селективност во спроведување на правдата во Република Македонија. Завршуваме со тоа. Не може. Без разлика кој функционер, од која политичка партија, колку е близок со ВМРО или со партиите околу ВМРО да помане, за секој што ќе се огреши пред законите, за секој што ќе ги прекрши процедурите, ќе има сериозна одговорност согласно законите кои што важат во Република Македонија. Ни помалку, ни повеќе, согласно законите. Така постапивме и овој пат. Така постапивме и за еден случај кој што, значи ние имавме претходно случај каде што челници на ДУИ влегуваа во аеродромските служби и тепаа таму вработени. Да, случај со МНАФ што. Со МНАФ. Значи буквално физички пресметки. И тоа се за Талашки немаше никаква одговорност. Разликата е што сега имало одреден инцидент, постапиле институциите преку МВР, собрале докази, поднале кривична пријава, се надевам дека тоа нормално суспензија на вработените и нормално тоа ќе се заврши во судовите онака како што наложуваат законите. Сите овие примери за само еден месец и немаме 2 месеци власт, покажуваме дека сме сериозни во намерата да се справиме со корупцијата, со криминалот и со непостапување и неработење и грешење на процедурите во државниот апарат. Премногу сме во лоша ситуација како држава, премногу сме нефункционални како држава, премногу сме сиромашни како држава, за да можеме да дозволиме нови 4 години во кои што ќе имаме моćници локални, во кои што ќе имаме недопирливи луѓе, во кои што ќе имаме ситуации да луѓе влегуваат голтари во политиката, за неколку години излегуваат како најголеми милионери. Овој народ и оваа држава веќе тоа не може да го издржат. Или ќе градиме држава која што ќе му служи на народот, или ние држава веќе нема да имаме, затоа што дотолку е дојдена ситуацијата што мислам дека секој нормален, здрав, здраворазумски човек во Република Македонија му е јасно дека вака веќе не оди. Да, ќе направиме тука една кратка пауза за реклами, меѓутоа за кратко се враќаме назад во студиото и продолжуваме со останатите актуелни теми. Останете со нас. Добра вечер, уште еднаш почитувани гледачи. Се враќаме назад во студиото, продолжуваме таму каде што застанавме. Со пратеникот Петрушевски зборуваме за најактуелните теми. Вие како партија започнавте еден серијал на пресконференции кој што чинам ги нарековте ограбена држава, во која што обзнанувате одредени криминали, односно сомневања за сторени криминали од страна на претходната власт. Една од последните пресконференции се однесуваше на тоа колку и како се трошеле државни народни пари од страна на министерот Наим Бајрами, па за 2 часа во кафеа потрошил пари колку едно семејство, колку што едно семејство му се потребни за еден месец, и дека за 4 месеци потрошил 231.000 денари во кафани. Тоа е еквивалентно колку на една годишна плата на еден човек. Цела година да работи па да може да ги потроши тие пари. Дали во други министерства имате сознание дека се случувало исто вакво недомакинско трошење на ваков начин? Секаде има вакво недомакинско трошење на пари. Го издвоивме овој случај од неколку аспекти. Првен, она што е многу важно да покажеме како функционерите на ДУИ и СДС се однесувале спрема државата, спрема државните пари, во делот на моралот и етиката. Затоа што овој министер беше само 4 месеци министер. Толку беше министер. За 4 месеци тој само во кафани. Значи не зборуваме за другите трошоци, збориме само за пари потрошени во кафана. Потрошил толку колку што едно семејство во Република Македонија троши за цела година за да живее, за да преживее, буквално за да преживее. Замислете кој однос е тоа спрема државните пари. Кој неморал е тоа. И затоа го извоивме овој случај да го презентираме на јавноста, за да укажеме дека не само што ние ова нема да го правиме, не ни планираме, не на крај памет не ни вакво нешто да правиме, туку и да види за какви луѓе воделе државата изминативе 7 години од морално-етички аспект. Дека е проблем, увидел и самиот министер, па веднаш после пресконференцијата проба јавно да се пофали на
ако е тоа пофалба на социјалните мрежи, со уплатница дека ги вратил тие пари во буџетот, што па е доказ дека направил нешто што не смел да го направи. И од каде му се толкавен пари за да ги врати? Настрана од каде му се парите, меѓутоа ете, сметајќи дека така ќе се испере, ги уплатил парите во буџетот, што е добро. Затоа што еве да најавам дека во наредниот период многу вака ќе уплаќаат пари во буџетот. И тоа е добро. Секој што украл пари, секој што ненаменски подржил пари од државните, од нашите, од граѓанските пари, ќе ги врати во буџетот. И тоа е добра работа. Меѓутоа е доказ дека е нешто погрешено и дека е нешто мегаломански направено, криминално, ван процедури и затоа ете за да избегне некаква понатамошна посериозна одговорност, тој ги уплатил парите на сметката. Верувате, вакви неодговорни, неетички, неморални однесувања спрема државните пари има огромен број на случаи во изминатиот период од сите министри, буквално дали се од ДУИ, дали се од СДС, дали се од нивните коалициони партнери и се работат многу случаи. Најави дел примерот за криминалите дека имаме доволно сознанија како држава, како државни институции, за кои што од септември ќе почнат да излегуваат соодветни кривични пријави. И она што е многу победно за граѓаните, тоа е дека секој кој што украл пари ќе си ги врати во државната каса. И само така ќе бидеме пример за секој нареден функционер да знае дека ако се огреши пред државната, ако се огреши пред државните пари, ќе биде санкциониран и тие пари ќе му бидат одземени. Затоа што имавме случаи во минатото, знаете дека многу функционери делумно одговараа за одредени криминали, па потоа нивните деца ги откупуваа објектите кои што тие нелегално ги стекнуваа. Во минатото гледаме како со минимална одговорност, со прашање дали биле во затвор или не биле, ете и да биле, парите им останале, па вака во нормална комуникација со граѓани, пошто секој ден не комуницираме како пратеник, ми велат, па ете, јас би украл толку милиони евра и би лежал 2-3 години во затвор да ми останат парите. Покрај кривичната одговорност, покрај казната, мора да има и материјално враќање на парите во буџетот од онаму од каде што се украдени и тие пари потоа да се насочат на интерес на граѓаните. Само така ќе имаме помодерни болници, поквалитетни училишта, ќе имаме патишта, ќе имаме автопати и ќе имаме поквалитетен живот во Република Македонија. По таа насока се и она што и министерката за финансии го кажа на пресконференција, меѓутоа подоцна почна да се разврзува. Нели сето тоа што се случило поврзано со две фирми поврзани со игри за среќа, од кои што едната нема платено, формирана во 2022 година, а не платила ниту еден денар давачки кон буџетот. Значи 2 години не плаќала никакви денари, ништо не платила кон буџетот и сето ова е евидентирано од страна на управата за јавни приходи. Значи дека институциите што биле надлежни за да следат одредено работење го евидентирале тоа, меѓутоа сепак немало никаква одговорност. Затоа што државата била селективна. За едните била мајка, за другите маќи. За овие од ДУИ и како Македонија била мајка и секој што е близок до ДУИ не плаќал никакви концесии, не плаќал никакви лиценци, не подмирувал никакви должности и обврски кои што му биле согласно закон, ако организираш игри на среќа, да плаќаш одреден процент даноци, надоместоци така натаму. И за жал, тој на почетокот го кажа, ДУИ не би се однесувала така доколку СДСМ тоа не го дозволува. Меѓутоа, очигледно тоа било заеднички работено и функционерите на СДСМ молчеле и не постапувале во однос на тие криминали. За среќа имаме нова влада, имаме нови раководства во институциите, сето она кое што ќе биде откриено дека е нелегално, ќе биде соодветно процесирано во обвинителството, во судовите. Се надевам ќе почнат и тие, еве да ги повикувам да почнат да функционираат за да стекнат колку толку доверба пред јавноста. Ние во собрание имавме едно автентично толкување на закон за игри на среќа, каде што утврдивме дека ај овие што не плаќале за лиценциве, туку и лиценците били издавани незаконски. Лотарија на Македонија, каде што кадар на ДУИ многу близок на Артан Груби ја управувал изминатиот период, издавала лиценци за игри за организирање на игри на среќа надвор од законите во Република Македонија.
И тоа е предмет на понатамошна обработка на институциите и ќе биде санкционирано. Се што значи плячкање на овој нападен народ, се ќе биде процесирано, се ќе биде вратено назад во државниот буџет. И кратко би сакала само за уште еден од скандалите што ги кажавте, тоа е пругата кон Бугарија и 560 милиони евра кои што прашувате каде завршиле, во кои џебови, што според вас е најголемиот криминал пак во овој проект? Пака, први, пругата во Бугарија е проект кој што, не знам, јас израснав слушајќи го дека се гради и е добро да се гради. Од секаков аспект е добро да се изгради пруга. Секоја пруга, секој пат е добра работа да се гради. Тоа е работа на државата. Меѓутоа, секој проект мора да има економска логика и оправданост кога се гради. Пругата кон Бугарија се гради во 3 фази. Првата фаза, Куманово-Белјаковце, 30 на километри чинам, кошта, односно чини околу 40 милиони евра. Се работи при крај. Втората фаза, од Белјаковце до Крива Паланка, чини 155 милиони евра, слично некоја километража, потежок терен, меѓутоа еве се работи и е добро што се работи. И сега доаѓаме до проблемот. За 25 километри од Крива Паланка до границата со Бугарија, односно до тунел кој што понатаму не оди нигде. Затоа што од бугарска страна нема проект. Ниту има пруга, ниту има проект, ниту има план да се гради таа пруга. Ние треба да потрошиме како држава 560 милиони евра. Кои што завршуваат во тунел, без кои што завршуваат излез. во тунел без излез, од другата страна нема да оди никаде пругата, нема пруга за да оди каде, туку завршува буквално во планина, во тунел и толку. Ај што завршува во тунел. Самиот проект значи дислокација на домови на граѓани. 20 на домови на граѓани треба да се дислоцира. Треба луѓево да ги избркаме, условно кажано, од својот дом за да помине пругата. За 25 километри се предвидени не знам колку, преку 20 на мостови, преку не знам колку тунели. Значи, тотално неисплатливо проектантско решение, проектно решение. Нашата идеја е дека тие 560 милиона, наместо на еден ваков проект, кој што ќе се гради не знам од кои фирми и на каков начин, да завршуваат потоа во џебовите на овие функционери кои што се богатат на маката на граѓаните, е да направиме рационализација на средствата. Да најдеме, сакаме да ја градиме пругата, да се разбереме, битна е пругата. Да најдеме проект кој што ќе биде економски логичен и оправдан, затоа што овој проект има геостратешко значење за Република Македонија, е поврзување на коридорот 8, е НАТО коридор. Меѓутоа нема толку бенефит за граѓаните на Македонија и за фирмите во Македонија, колку што да речеме би имал бенефит ревитализација на пругата од коридорот 10, која што за дупло помалку пари од овие ќе ја направиме да можат низ неа да се движат локомотиви со 120 км на час. Ќе биде бенефит и за граѓаните кои што користат ваков превоз и новите кои што би го користеле кога бил со 120. Се поврзуваме исто со една брза пруга со Грција и со Србија и ќе има економски бенефит за граѓаните, за бизнисот, заедницата која што го користи овој железнички сообраќајен коридор. Така што ние викаме, дајте овие пари кои што има дел грант од Европската унија, благодарни сме на секој грант. Добро е да се помага Македонија. И Европската унија има интерес од овој коридор затоа што е паневропски коридор, затоа што е НАТО коридор и треба да помогне да се финансира. Меѓутоа Македонија оставена во ваква држава, во ваква ситуација во каква што е, со едно цунами кое што поминало низ буџетот на Република Македонија и го исцедило буквално до, не знам, до дно и под дно, немаме ниту можности, ниту средства, ниту е економски логично, ниту е морално пред граѓаните да потрошиме толкава сума на средства за 25 км пруга, од друга страна да немаме, да не зборам сега за локални патишта, да не зборам за автопатишта, да не зборам за пруга која што ако успеат да запалат некој вагон да го кренат да се движи, дали ќе може да се движи повеќе од 20-30 км на час и секојдневно гледаме по социјални мрежи како се смејуваат тргнал возот од Скопје, денес, утре стигнал во Велес и така натаму. Значи, буквално имаме катастрофална ситуација и во овој сегмент. Велиме, пола тие пари да ги пренасочиме
да ја ревитализираме пругата, која што ќе има бенефити за економијата и за граѓаните, да најдеме, да направиме поквалитетен проект кој што нема толку економски да оптерети Македонија, да обезбедиме и трест грант и за тој дел и нормално да изградиме таа пруга, меѓутоа и да бараме од меѓународните пријатели да ја притиснат Бугарија, да направи и она пруга и да се поврземе. Која е логиката да градиме пруга со Бугарија ако таа пруга нема да не поврзе? Кога сме веќе кај буџетот, веќе следната недела од понеделник, повторно се враќате на буџетска расправа за ребаланс, што може да очекуваме, односно кога веќе може да очекуваме дека би се изгласал, како оди процедурата? Се надевам дека буџетот ќе биде изгласан согласно деловничките процедури, а тоа е до најдоцна до среда. Така се процедурите. Процедурите се така, 2 дена трае расправата, значи во понеделник да почнеме, во среда би се изгласал и би се ефектуирал веднаш. И земајќи во предвид амандманската расправа, каде што иако кога почна амандманската расправа, се сеќавам дека сегашниот претседател на СДСМ Венко Филипче излезе со една изјава дека жестоко ќе се спротивставле на овој ребаланс. Изостана тоа жестоко спротивставување, буквално ги немаше пратениците на СДСМ и да имаше еден, најмногу два, имаше верувате амандмани на опозиција, нивни амандмани кои што беа кои што имаа 0 гласови за. Буквално немаше во салата кој нито да го образложи амандманот, камоли па да гласа. Очигледно битно им беше да бидат по плажите во соседството, отколку да се залагаат за нивните граѓани, да се борат за интересот на нивните гласачи. Меѓутоа тоа е нивна работа и јас тука не можам да им сугерирам како да функционираат. Морам да истакнам мора да кажам според мене катастрофален пример до кој е ДРЧ доден СДСМ и коалицијата нивна. Има многу амандмани кои што беа катастрофални, бараа пари за одредени работи кои што веќе се завршени комплетно. Меѓутоа бараа пари за работи кои што не постојат. Имаше еден амандман со кој што бараа средства да се купи опрема и да се вработат лекари, гинеколози во болница во Зеленикова, а во Зеленикова нема болница. Како ќе купуваш опрема и ќе вработуваш луѓе во непостоечки објект. Значи до тоа ДРЧ се дојдени овие од СДСМ и опозиција, што не е добро за државата, за една демократска држава. Многу е битно да имаме консолидирана, квалитетна и конструктивна опозиција. Од среда натаму ќе имаме ефикасен буџет кој што ќе значи линеарно зголемување од 2.500 денари за пензионерите, она што го ветивме во предизборието, она за што СДСМ велеше дека е невозможно, еве ние го испорачуваме, 2.500 сега, 2.500 денари во март. Тоа моментално со олимписки тигри сакам да ги израдувам нашите спортисти дека иако беа заборавени, немаше средства во буџетот за спортистите, обезбедени се 10 милиони евра за спортистите, нема да одат преку ваучер систем како што водеа претходно и ги ограбуваа буквално овие од власта. Спортските работници сега ќе идат директно на сметка на клубовите. Обезбедуваме 100 милиони евра за општините, што ќе значи нови патишта, улици, канализација, водовод, мостови, се она што значи непосредна инфраструктурна потреба на граѓаните во општините. 350 милиони евра за бизнисот кој што ќе биде двигател на економскиот раст во Република Македонија, многу поволни услови, по многу поволни критериуми. Замислете ги заборавиле студентите за студентскиот оброк, немаше средства во буџетот, сега обезбедуваме да не се грижат студентите, имаме влада која што се грижи за студентите. Оставија луѓе без плата со месеци, 4-5 месеци неземана плата во македонски шуми, во водостопанство, обезбедуваме средства, ќе има овие луѓе ќе се зема заслужената плата, обезбедени пари за цела администрација, најавуваме зголемена плата на образовните професорите, наставниците во образованието за 12% од март, нови 2.500 денари за пензионерите, така што за среќа на граѓаните на Република Македонија и да убави моменти, убав период во Република Македонија, кој што ќе значи влада која што ќе се грижи за интересот на граѓаните, на сите граѓани во Република Македонија. Пратеник Бране Петрушевски, ви благодарам за вечерасното гостување. Ви благодарам на поканата и ми беше задоволство да имам ваш гостин.
Почитувани, тоа беше вечерашното издание на емисијата За или Против. Останете на фреквенцијата на телевизија Алфа и се гледаме утре.